Добар ден на сите. Продолжуваме со Комисијата за финанси. Четвртата точка ќе ја преместиме за подоцна, бидејќи представникот на Комуналец не знаел дека треба денес да дојди, па ќе продолжиме со следната точка. На крајот ќе се вратиме кога ќе имаме представник. Точка број 6. Завршна сметка за РК Eurofarm Пелистер и РК Eurofarm Пелистер 2 за 2022 година. Комисијата за спорт и млади ќе продолжи, мислам ќе се вклучи кога ќе има кворум, така да започнуваме со Комисија за финанси. Гледам дека имаме представници, материјали добивме. Повелете ако сакате накратко да ни елаборирате. Така е, ова, окей. Добар ден, ве поздравувам сите. Јас сум представник од рекометниот клуб Eurofarm Пелистер. Би започнал со тоа што конечно минатата сезона успеавме во нашата цел и ја вративме титулата во Битола по цели 18 години. Кога ќе се сумират резултатите, имавме фантастична година. Покрај тоа што бевме шампиони и сме шампиони на Македонија, успеавме да го освоиме супер купот против Вардар. На почетокот на сезоната го освоивме третото место во регионалната Сеха лига. Сепак не чека интересна сезона. Се квалификувавме во Лигата на шампионите и на ова престоечка сезона ќе бидеме представници на државата и на градот Битола во Лигата на шампиони, ќе имаме доста атрактивни надпревари во Битола. Во однос на финансиските параметри и податоци, сакам да напоменам, материјалите ги добивте, да кажам дека во 2022 година имаме остварени приходи од 78 милиони 89.933 денари, расходи 77 милиони 802.544, значи имаме добивка од 305.297 денари пред доночување, односно после доночување 56.000 денари 512 во однос на ракометниот клуб Eurofarm Пелистер. Буџетот го задржавме на стабилно ниво од околу 1.270.000 евра. Нормално, зашто би сакале да искажиме голема благодарност до генералниот спонзор Eurofarm, како и до останатите спонзори општина Битола, градежното предпријатие Пелистер, Цермат, Есен Финанси, Карго Експрес, Евротип и уште многу други. Водно. Благодарам. Повелете. Здраво. Ме интересира во оваа година од општина Битола по договор треба да ви се префрлени 15 милиони денари. Колку досега средства од општина Битола ви се префрлени на сметката? Општина Битола, според овие финансиски податоци што ги имам во моментот, овие се од општина Битола? Не, вкупно имаме од донации примерно 17 милиони 867, са точно колку се од општина Битола. Аналитика можеме да оставиме накнадно во писмена форма. Да, ако може, бидејќи имаше на комисија пред неколку дена ситуација дека се плаќале половично, на полусезона и слично, не интересира. Да, па и тоа беше дека во целост општината ги плаќа, а тука ни правеа некои конфликтни ситуации, затоа ако може на писмено, на мејл, да, службите како се исплатени од општина Битола. Супер, ви благодарам. Благодарам. Јас, ајде колега. Благодарам, бидејќи гледаме завршната сметка за 2022 година, дали сите обврски кои што согласно договорот ќе има преземен општина Битола се исплатени кон РК Eurofarm Пелистер? Мислам дека се уште има дел кој што не е затворен и треба да се согласно програмата да се затвори. За 2022 година или претходно? За 2022 мислам дека е затворено, извинете. Затворено. Тие се претходно кои што се средства на минатата година кога беше тука Димитар, кажа дека има
средства која се преземал ракометниот клуб Еврофарм Пелистер, 2,8 милиони денари кои што не биле платени, ако не се лажам. Точно, ама во моментот разговараме за правниот субјект ракометен клуб Еврофарм Пелистер. Тие се однесуваат за ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2, како втор правен субјект за втората екипа. Така, тоа е, значи, кој што остана долг кога се преземал, кога вие го преземавте клубот со ракометната платформа. Точно, тоа планирав и да ви го напоменам, кога ќе стигнеме до точката ракометен клуб Еврофарм Пелистер 2. Добро. Тие се обврски на општината кои не се уште затворени, ги очекуваме секој момент, се надеваме дека општината ќе најди можност да ги исплати. Така, тоа со овој ребаланс е предвидено и се надевам дека ќе има поддршка од страна на сите советнички групи дека ќе бидат префрлени тие средства. Фала. Благодарам. Јас имам едно прашање. Значи, по основ на договорот кој што го има општина Битола со РК Еврофарм, дали за 2022 година сите обврски се исполнети? За 2022 година Врз основа на договорот со РК Еврофарм Пелистер, точно така. дали се сите обврски од општина Битола исполнети? Во Ви благодарам. Друг некој прашање? Доколку немате прашања, ви благодарам за присуството. Минуваме на следна точка. Точка број 7. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2022 година. Јас мислев дека за двата разговаравме во исто време. Добро, повелете. Ајде. Еве да Не, овде е селицата. Значи, во однос на вториот клуб, ракометен клуб Еврофарм Пелистер 2, ете во финансиските ајде да ви кажам, од преврачката сезона минатата година, Еврофарм Пелистер 2 ја заврши на 4-то место во плейофот на Националната Суперлига. Клубот обезбеди пласман во ЕХФ Лигата на Европа, со шо уште еднаш се докаже успешната квалитетна работа со млади ракометари, што е и целта на вториот клуб, да работи со млади ракометари и произведува играчи за првиот клуб. Во однос на финансиските параметри, за 2022 година ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2 оствари 21 милион 869 296 илјади денари, расходи беа 21 милион 762 246, со шо оствари клубот добивка од 107.000 денари, 107.050 денари, пред доначување, после доначување 45.000 денари, 553. Тука останува моментот за не отворените, ама колегите. Епа вака, бидејќи слушнавме од колегата дека ќе имало во ребалансот, јас ќе ве замолам, еве имате со вас сметководител, дали може да ни доставите до утре информација колку за 2023 година ви должи општина Битола, по кој основ, значи било по договорот колку ви се исплатени, уште колку треба да ви се исплатат и дали имате за останати долгови. Ќе ве молам, бидејќи ако некој бара поддршка за да се гласат тие средства, ние мора да знаеме врз база на што би ги гласале, бидејќи со предходниот буџет кој што е изгласан за 2023 година беа предвидени 15 милиони колку што треба да ви бидат вас префрлени. Ќе ве молам да ни доставите колку досега се префрлени за 2023 зборам, колку уште ви должи општина Битола и дали имате останати долгови од страна на општина Битола. Доколку со сетото добиеме информација, секако дека нема некој што не би го поддржал ракометниот клуб Еврофарм, меѓутоа сакаме и да знаеме дали ги добивате парите на поделови или ви биле исплаќани наеднаш. Ви благодарам. Минуваме на следна точка. Завршна сметка на ФК Пелистер АД Битола за 2022 година. Имаме представници. Повелете. Добар ден на сите. Прво морам да се заблагодарам што за прв пат од ФК Пелистер доаѓа некој кој е одговорен за ФК Пелистер и може да ни каже точни бројки, освен Пресилски кој секоја година иде живадеше Жешки Костени. Добро, да ве поздравам јас, значи во моје име, во името на фудбалскиот клуб.
за ова Габи што го кажа, значи јас сум сега како нова управа од февруари, значи клубот како генерален извршен директор или председател постаро, и со доста од вас сум имал прилика да се видам и вака сме разговарале на темата на фудбал, меѓутоа е вака официјално прв пат сум вака пред вас. И иако завршната сметка е за минатата година, тука сме заедно со Бруно, тука и Пеце Стојчевски, предходниот генерален извршен директор што беше на клубот и на кој што ова прилика можам да му заблагодарам затоа што иако таа предходна година 2022 беше преодна година во превземањето на клубот од страна на општината 100% од нив како мнозински собственик предходно, се помогнаа во тој период преоден да клубот може да функционира и да оди по патот на стабилизација. Сега, за разлика од ракометниот клуб Еврофарм Пелистер, кај на ситуацијата е многу поразлична, таму клубот е значи во приватна собственост, акциите се тие како што има клубот платформа со општината направена. Кај нас ситуацијата е таква да од минатата година, од промената на власта, сега ако веќе мораме и тоа да го кажеме, од јанари месец клубот од приватна собственост преде во 100% на собственост на општината, и во тој период, ако збораме за спортскиот дел, иако не бев, ама многу бев присутен околу фудбалот, Пелистер беше на полусезона само со 5 бода и тој есенски дел или пролетен дел од јануари до мај минатата година требаше да се заврши, а се знаеше од прилика, сега не беше спортски да се признае, меѓутоа Пелистер беше испаднат. Меѓутоа имаше обврски финансиски кои што мораше клубот да ги исплати према играчи, затоа што имаше договори вработени во клубот. И за жал клубот испадна и од јуни месец нова сезона клубот почна во втора лига. Сега средствата од буџетот што беа, тоа Билјана тука од книговодството може да кажи кои се средствата уплатени од страна на општината, пошто како 100% собственик средствата доаѓаат од буџетот на општината, кои средства доаѓаја од други места, имаше донации од фудбалската федерација на пооснов на УЕФА средства наменски за младинската школа, имаше средства исто наменски од ваучер, што е од фактички од данокот на добивка фирмите кај што може да даваат донации во клубовите. И во тој дел може да каже, значи, еве Билјана, кои биле приходите по тие основи и кои биле расходите. Сега во овој момент јас само ќе кажам дека дел од долгот што беше превземен предходно, значи од страна на општината, направени беа спогодби минатата година, дека не бев јас, и дел се направија спогодби од кога дојдов јас сега февруари со некои фирми. И во тој дел можам да кажам дека од јануари година до ден денес сите овие работи тековно што биле договорени од страна на општината или како собственик и луѓето што биле натре во клубот и сега од кога сум јас се сервисираат 100%. Сега моментално клубот нема направено плюс долг од она што било претходно. И во меѓувреме се сервисираат од средствата кои што доаѓаат од буџетот и овие, пошто не можеме стар долг да враќаме од донациите, од ваучер, само можеме од средствата кои што ги дава општината, се сервисираат секој месец како што треба, освен овој последно месец кога не добивме средства од буџетот на општината. Можам покасно да кажам јас, да се вклучам од кога ќе каже Билјана колку средства се даваат по основ на таа ставка на враќање на долг по спогодби, и ако продолжиме по овој пат, мислам дека клубот до година во ова време ќе има минимален долг, и се надевам со нашите планови и програма дека ќе бидеме ова време прволигачи. Така за почеток, па потоа ако имате прашања, тука сум да одговорам. Благодарам. Дали некој има прашања? Јас имам прашања, гледам на сите му е јасно.
Дали може од сметководство да ми кажат, бидејќи зборуваме и за завршна сметка, зборуваме и за ребаланс на буџет, како што кажа Митко, за овој месец немате ни земено средства, така? За јуни не. За јуни. И за мај добивме, затоа што и тогаш имаше проблем, добивме само А во што имаше проблем? Во средствата или? Во средствата, веројатно средствата што беа одделени за спорт. Добивме 6.000 да ги вратиме средства, ратите по спогодбите што беа. А јануари, февруари, март, април добивме, јас можам да кажам и сумата која што сме добили, ако сакате Значи, за оваа година. вака, сакав да прашам колку средства минатата година општина Битола ви префрлила, ви одобрила, значи ми 19 милиони? Добро, и ме интересира колку од јануари до кога што ви исплатила последно. Од јануари Билјана нешто што Друго, на друго друго книговодство. сметководство има. Да, Бруно? Да, 7 милиони 950 илјади. Според книговодството што ми испрати извешташ. Од јануари до сега. Добро. Книговодство ми пуштија како картичка. Да, тоа ме интересира мене, колку средства. Представник имаме од општина, така? Вики, може да ми кажеш зошто не му се исплаќат средства последните 2 месеци? Ајде, не знам точно ви кажам, веќе не сум од финансии, од јавни дејности сум, а претпоставам дека се чека ребалансот во јуни. Да. Значи вака, јас имам прашање до представникот од општина. Зашто биле планирани 28 милиони во претходниот буџет? Да. Зашо биле планирани и зашо се исплатиле и зашто сега не ни стигат? А сака да кажете претходната година? Значи јас сакам за ова година, бидејќи зборуваме и за завршната сметка, зборуваме и за ребалансот со кој треба да му се префрлат пари. Значи не можам да ви кажам точно за... Јас можам да ви кажам, сега сум подготвена само за ребалансните пари, 30.000 што ги имаме, 30 милиони. Од тие 30 милиони колку треба на фудбалот? За нив конкретно за фудбалот 7 милиони. Сега имам прашање до вас. Со 7 милиони можете да ја завршите годинава? Вака сега, јас веќе ние си имаме некој план на средства. И за шо би биле тие 7 милиони? За плати, за шо би биле тие 7 милиони? милиони? Сега ќе ви кажам, значи, ние до крај на годината да ја завршиме по она што по нашите планови, значи за тековно работење и за сервисирање на што ги имаме долговите по спогодба, имаме и досега беше околу 2,5 милиони денари доаѓаја од општината, од кои што 600-700 илјади беа за враќање на поспогодбите. Другиот дел беше значи за тековни трошоци и плати и хонорари за луѓето кои што се во клубот. И мислам дека со таа динамика на средства и бидејќи е преоден рок сега во фудбалот, имаме промени, имаме нов тренер, имаме нови фудбалери, меѓутоа средствата кои што сме ги добивале досега од општината по тој основ за плати и хонорари нема да биде зголемен, напротив може да биде и малку и подолу, затоа што знаете тие што пратат фудбалот, тренер донесовме еден врвен тренер, да речеме еден од најдобрите во Македонија и тој затоа што беше негова голема желба, значи многу би во друг клуб работел за многу повеќе пари, иако за наши прилики се доста средства за општината. Мислам дека ме разбирате зашто прашувам. Минатата година сме дали 19 милиони. Ајде да скратам, значи да не значи ние по разговорите што ги имаме во општината и толку очекувавме околу 8 милиони имавме дека ќе добиеме, 8-10 или 8 ни се сосема доволно затоа што имаме за дореализација на ваучери со 4 милиони. По основ на членарини кои што добиваме од значи деца да си плаќаат во школата, пошто тие средства и одат таму, околу 1.200.000 имаме во план да приходуваме и имаме од УЕФА средствата за младински фудбал оваа година, тие средства доаѓаат некаде после септември, имаме сума околу некои 90.000 евра кои што ќе ги добиеме од ФФМ, околу 5,5 милиони денари, од кои што дел од нив можеме да ги трошиме во оваа година. Затоа со овие ставки сакаме да пуштиме во продажба сезонски влезници, веќе сме во тоа и планираме да приходуваме тука известна сума, затоа што се надеваме дека фирмите во градот ќе сакат да помогнат
некоја сума сега да може околу 2 милиони, ако приходуваме ќе биде супер, значи и да ги немаме нив, ние со тие средства од општината и овие што ви ги набројав, доаѓаме некаде да бидеме на 100% да го реализираме планот. Да. Сега прашањето ми е до општина Битола. Значи, минатата година сме исплатиле 19 милиони за фудбалот. Горе-долу годинава требало исто. За РК Еврофарм по договор имаме 15 милиони. Мене ми е многу симптоматично што представникот од спорт денес не е тука и очигледно после некнежната комисија некој не кеше да ни објасни, меѓутоа еве за јавноста. Ние сме предвиделе 28 милиони за оваа година за спорт, а само за двата клуба не ни стигат. Значи само за двата клуба не ни стигат, а кошаркарскиот него ни спомнуваме, кој исто така е 100% на општина Битола. Мене ми интересира како може да ја има некој љуфнато проценката за поќе од 100%. И дали може да ми објасните, еве сега имаме ситуација 7 милиони таму, 15 милиони Еврофарм, другите пари за што се предвидени? Сите се за КК? Не, значи вака. Од овие 35 што ги барате со ребалансо, колку за кој? Прве настана грешка, значи морам да се извинам за минатиот пат. Точно јас носам одговорност како раководител, меѓутоа јас не можев да ви одговорам. Тоа е кога имате доверба во некој со кого соработувате. Зголемувањето на буџетот за спорт е за 30 милиони, не е 30. Значи овде еднаш се кажа 28, еднаш 35, еднаш 36, еднаш 30. Кога ќе го видиме официјалниот буџет кој што ви го достави Благица, мислам се гледа многу јасно дека е само 30 милиони денари, и кога ќе ви објаснам. Тоа е ставката Л0, сега за овие кои што сте тука во советот, советниците знаете, тоа е една иста ставка, трансфер до спортски здруженија. Од кој 550.000 денари е за тоа спортско лето и изработка на стратегија за спорт. Милион денари се Двете работи се 500.000? Да, не, таму веќе беше значи 200.000, се додават 500.750. Милион денари, претходно имаше 2 милиони, се додава уште милион денари на планински скијачки клуб Пелистер за реконструкција на копанки. И остануваат 28 милиони 450 за професионален спорт, од кои 11 милиони 450 се за кошарката, 7 милиони се за фудбалот и 10 милиони се за ракометниот клуб Еврофарм. Од овие 10 милиони, 3 милиони се согласно претходната одлука на претходниот совет иницијативата, што беше 3 милиони да им се даде. 2 милиони и 800 им е за останат долг и останатите 4 милиони и 200 им се за наредната сезона. За следната сезона. Значи ние му должиме само 4 милиони на РК Еврофарм, така? Така испаѓа според ова. Па така испаѓа, ама поинаку беше кажано овде. Јас се извинувам уште еднаш како... Не треба мене да ми се извините. Треба му се извините на јавноста, бидејќи овде беше сосема друго кажано. И после кога некој бара документација, кога некој бара бројки, во јавност се кажува дека сме биле истражни органи или не знам ти што, овде треба да се изгласат тие пари. Ако има основа на која треба да се изгласат, ќе ве молам друг пат на писмено сите податоци. Добро е што се снимаат комисиите. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Минуваме на следна точка. Завршна сметка на КК Пелистер АД Битола за 2022 година. Представник, повелете. Се слушаме? Да. Добар ден, почитувани советници. Најпрво да ви се представам, јас сум Ивановски Филип, новиот извршен директор на кошаркарскиот клуб. Околу финансиската конструкција на клубот за изминатите сезони имаме представник од книговодството кој го водеше клубот изминатата сезона и тие најдобро можат да ја представат финансиската конструкција во клубот, фактички финансиската конструкција во која се наоѓа клубот. Наша цел како нов генерален спонзор на кошаркарскиот клуб ќе биде да клубот конечно добие статус на клуб, на стабилен финансиски клуб, пред се организационо и финансиски, како што напоменав. Од наша страна, иако досега генералниот спонзор не беше во управувачкиот одбор на клубот, и тоа како го помогна кошаркарскиот клуб со тоа што го реализира делот на воучерот од прошлата година од 30
30.000 евра. Исто така реализира од ланскиот ваучер во износ од околу 50.000 евра и до крајот на месецот ќе го дореализира ваучерот од прошлата сезона во вредност од околу 120.000 евра. Така да на тој начин, иако не е обврска на генералниот спонзор од оваа сезона да ги реализира тие ваучери, на тој начин сакаме да помогнеме во однос на тие долгови кои што сте останати, да речам, не велам јас од претходната, нормално од претходните сите управи кои биле на чело на клубот. Благодарам. Дали некој има прашање? Повелете. Имаме представник од сметководство од клубот? Имаме представник. Добро. Да ни објасни, значи, состојбата моментално, да ни образложи, да ни каже колку општина Битола има префрлено до сега, колку ви треба да помините сезоната и долгови колку се наследени од минатото раководство. Добар ден. Добар ден на сите, јас сум Јасмина. Она што му закажам за завршената сметка на КК Пелистер е дека во минатата година тие имаја приходи по основ на донации пуштени од страна на повеќе фирми, од кои најголемиот дел е од општината Битола. Приходите по основ на донации од општина Битола изнесуваат 25 милиони и 300. Исто така евидентирани се нормални расходите. Она што се однесува на приходите, расходите, евидентирана е некоја минимална добивка. Меѓутоа, клубот во нашето книговодство беше префрлено со документацијата некаде на средината на годината. Она што го превзедовме од старата година, ние донесовме, ја имам завршната сметка за 2022 година. Она што го превзедовме од средината на книговодствените документи што ги се превзедовме на средината на годината, е таа состојбата дека има некоја минимална добивка, меѓутоа пак ќе речам дека е минимална со оглед на тоа дека кај нас во нашето книговодство ние ги евидентиравме обврските на целокупната обврска на секој еден играч, не како се исплаќаат. Можда и затоа ќе кажам дека има минимална добивка, бидејќи ако се земат во преглед, во предвид сите обврски, ако се исплатат, клубот би било во малце потешка ситуација. Исто така во клубот во 22 година беа пуштени позајмици, односно позајмици беа пуштени од ЈК Травел. Има ја добиено исто. Може само висина да ни кажете на позајмиците? Од ЈК Травел позајмицата беше 2 милиони и 500. Точен датум кога беше пуштена, не знам да ви кажам, меѓутоа во нареднава година беше дел исплатено, можам и да речам сега да не зборам, ако ви интересира, можам исто писмено да ви го одговорам. Имаше исто една позајмица од Симпекс. Останатите позајмици се однесуваат, има, како што кажав, главно од општина Битола, има од Комуналец, Нискоградба, Таскфорс, Цермат, Стрежево, Клуб Спорт 77 и Водовод Стрежево тие се. Трошоците главно се однесуваат нели за исплатата на играчите и тука има евидентирани беа најголем дел од трошоците, значи се исплатата на играчите, договорите, исплата на закупнината на играчите кои се едеа под во становите кај што беа сместени. Друго, тие беа главно големите трошоци кои ги имавме евидентирано ние во текот на годината за кошаркарскиот клуб Пелистер. Имаше и некои други трошоци кои се однесуваат на правни лица во однос на набавки, некакви сметки за струја, такви минимални трошоци, меѓутоа тие се многу помали во однос на трошоците спрема договорите. Повелете. Со ребалансот е предвидено за КК Пелистер 11,5 милиони денари. Ме интересира дали тие ќе ви стигнат за оваа сезона.
за 23-та да се во 23-та да се Да, значи за оваа сезона општината работи годишно со буџет, не по полусезона и слично. Затоа сега да гледам предвидени се, ако се точни овие информациите, пошто пред неколку година ни дадоа други информации, еве сега 11,5 милиони за КК Пелистер. За да не се доведеме до ситуација во септември, октомври, пак да треба пари, пошто ќе пропадне клубо и слично. Вака сега, за тоа би ви одговорило исто писмено, со оглед на тоа дека имаше многу договори кои беа од сезоната 21-22, што за тој дел во нашето книговодство не беше евидентирано, туку беше преземена само состојба. И сега друго беше начинот на како тие си го евидентирале нивниот износ и заради тоа што имаше долгови во тој период, значи во сезоната 21-22, управителот, поточно председателот Ѓорги, често му стигнуваја тужби, кој тој мораше да пристапи по тужбите и мораше, значи, дел од средствата да ги плати, за да не го тужат, за да не плаќа поголеми казни. Значи, заради тоа во тој дел пак ќе речам дали се во ред тие средства, би ви одговорила писмено на него. Представникот сакам да го прашам од општина Битола. Наследуваме долгови по договори на играчи и слично, како што кажа, од сметководство. Ме интересира дали ќе се покрене некаква постапка, бидејќи ние како општина Битола ги даваме парите, сме 100% собственици на КК Пелистер. Ме интересира дали ќе се покрене постапка, бидејќи секоја година ние наследуваме некакви долгови. Очигледно некој не се врши работа претходни и уназад години. Дали ние како општина Битола ќе превземеме нешто, некои правни постапки и слично. Се надевам дека, не знам, треба да разговарам, значи, со претпоставените. Јас имам прашање за 2023-та, колку му имаме исплатено до сега? Немам са информација. Извинете, не имам помен информација, можам да прашам. Вака, значи, лани имаме исплатено 25 милиони. Сега бараме уште 11 милиони. Треба да знаеме колку годинава сме исплатиле и за што сме ги исплатиле, доколку имате информација. Одма ќе би обезбедно, можам да прашам. Колешката Елизабета, имаш прашање? Повелете. Ме интересира за завршната од 2022 година. Како добивте мала добивка? Ве разбрав, ако добро ве разбрав, значи вие сте имале мала добивка. Како ја добивте таја? Како изведивте да имате добивка со извршни, судски, секакви трошоци? Како што спомнав, дека да, доколку би се евидентирале сите тие обврски, значи клубот ќе биде во загуба, меѓутоа заради да не се изгуби лиценцата заради може да има приоритет клубот да она. И што направивте, не книжевте? Не книжевте. Просто. Немам друго ништо. Павел Петковски. Сакам само едно мое мислење како спортист, дека не можеш да предвидиш колку пари ќе ти требаат во наредната сезона, дали ќе ти стигнат. Затоа што за наредната сезона клубот, новата управа нема подпишано нити еден договор со ни еден играч. Значи, треба во рамките на она што го имаме да ги подпишуваме играчите. Не дали ќе ни стигнат, нас нема ни стигнат ни 3 милиони евра ако сакаме ние да направиме тим. Значи, тоа прашање не држи вода затоа што дали ќе ви стигнат, не. Таа рамка што имаме ние како финансиска рамка за следната сезона, знае Филип се беше ракометар долги години, во рамките на тоа што го имаме, ние треба да го составиме тимот. Дали нас ќе ни биде добар тимот со тие пари, со тие финанси, или ќе ни биде слаб тимот, тоа не зависи. Значи, ние им добиваме рамка и во таа рамка ние земаме играчи, купуваме играчи, ги правиме договорите нови. Добро, колега Петковски, јас прашав колкава рамката, не знам да ми кажете од општина колку имате исплатено. Се извинувам за Налмир сакав да. Не за вас, председателка, него с Налмир. Не, ама и општо за граѓаните. Значи, ние сами треба да знаеме како општина дали сакаме скапи играчи или не. Сакав само прашањето дали ќе ни стигнат
На тоа се задржав. Не е рамката колкава е. Нормално дека треба да знаеме као совет, не е. Јас се согласувам со вас дека да, дали ќе ни стигнат, прашав, бидејќи уназад низ историјата и оваа година и минатата и претходно ние имаме еден буџет и не може ние да подпишуваме играчи прескапи. Треба докај што ни е чергата дотаму да бидат одредени играчи. Се согласувам, колега Елмир. Само кратко. Добро. И јас сум свесен што се дешава во спортот, нарочито во двата клуба кои се 100% собственост на општина Битола, превработување, договарање на играчи, прескапи, да, треба успех, но ние не можеме сега да договараме од 10.000 евра, пример, месечно играч, а ние не сме способни да го платиме. Потоа се трупаат долговите. Јас сакам нормално да купиме играчи најдобри, да ги имаме тука најдобрите играчи. Ама немаме пари за нив. Кога е? Еве, РК Еврофарм Пелистер, гледаме купува играчи од светска класа. Али приватници се, нас не е должност 15 милиони кои се испланирани во 2023, ама ги трошат за други работи и ни велат дека не се испланирани. Па потоа представникот Благица да не рече испланирани се. И сега денес да не дојди представникот од спорт, пошто избега одчас, како што бегавме одчас во основно кога немавме научена математика, и денес избегата одчас и не е присутна. И утре ќе дојди свршен чин, треба се гласа, и колегата Бојковски ќе речи советниците не даваат поддршка, како што пред малце напомена, поддршка бар. Бараме чисто да биде јасно и гласно. Затоа овие недоразбирања доаѓаат. Затоа прашав јас дали овие ќе стигнат. Јас знам дека и 50 милиони да се, може да рече дека нема да стигнат. Ќе купиме 5 играчи најаки и одма ќе се потрошат парите. Работата е да менаџираме добро. Сосем се согласувам 100% со вас дека не треба се земаат толку скапи играчи, меѓутоа сакам сите да имате предвид тука дека кога дојде новата управа за минатата сезона, наследивме 4 огромни договори кои не можеа да бидат раскинати. Огромни договори кои не можеа да бидат раскинати затоа што беа ФИБА договори. И тие подлежат... Тоа беше во 2022? Да. Па зошто не предвидовме поќе пари за 2023 за буџет? Ние во таа рамка ги правевме, ги подпишува играчите. Во таа рамка, меѓутоа гледајте, има ситуација. Например, еден од играчите кој беше многу скап, на почеток на сезона пријави повреда, центар висок, и тој вика јас не можам да настапувам оваа година. А има ФИБА договор кој некој го подпишал претходно и ние не можеме да го раскиниме. И тој вели сега мене и сега ние мораме алтернатива замена затоа што играме АБА-2 лига. Значи, некои работи во спортот се решаваат во, јас не велам, може треба и да предвидиш такви, меѓутоа тој не ја пријави повредата, стигнува сезоната, почнува да сезоната да се игра, тој вели мене раката јас нема да настапам оваа сезона, а не можеш само спогодбено можеш да му раскиниш договорот, тој не сака. И сега ние затоа што играме АБА-2 лига, и сега и наредната и претходните, затоа што го представуваме клубот на екс-југословенските простори, ние мора одма да најдеме алтернатива да земиш нов голем играч. И втора работа, подпишуваме американец, кој е еден од најдобрите, 7 минута од првиот напревар кини тетива. И сега тука некоја алтернатива мора да се бара, тие се така заштитени договори, сите повеќе нема како поран. Значи сите се менаџерски агенции и сите се финансиски заштитени 100%. Значи тоа сакам да ви објаснам вас, мислам, што не сте во спортот, како да работите сега. И ти мораш да го исплатиш него. Меѓутоа ти губиш 2 играчи на почеток на сезона, кој без нив си никој ништо и не можеш, ќе се срамиш каде и да одиш. И сега мора ти да, како една конкретна ситуација, како еден пример ви окажувам тоа, некои работи мора вод. А тоа, колега Алмир, дека не треба, тоа сте 100% во право, јас со вас се согласувам 100%. Значи, ние треба во рамките на она што го имаме, како финансиска рамка, што кажа и председателка дека треба да знаеме што е сосема точно, и во рамките на тие финанси да подпишуваме играчи. Благодарам. Може да ви кажам колку е исплатено на секој клуб до сега? За кошарката само другите ни каже. Кошарката до сега е исплатено 17 милиони и 400. Значи 17 и 11 сега, тоа се 30 милиони. Уште една работа, само председателка, се извинувам, дека имавме 12 милиони долг обврски кон играчи.
Значи, јас се ви разбирам, меѓутоа дали вие мене ме разбирате? Ние носиме буџет во 2022 за 2023. Предвидуваме 28 милиони. И сега ако не помини ребалансо, како што кажа колегата Бојковски, ќе испадни дека овде некој неки спорт во градо. Ние не сме криви некој што сгрешил во планирањето. Значи, вие кога лани сте исплатиле само 19 милиони на КК Пелистер, не може да планирате 28 вкупно за цела година за сите три клуба. И сега да велите дека некој друг е крив. Мислам, не вие. Зборам општо. Ако веќе сме ги имале овие податоци, тогаш требало да се планира во декември лани, а не сега да се носиме пред свршен чин. Ако се донесиме. Извинете, мене не ми јасно како планираме кога со новиот договор точно се знаат средства да колку треба да се исплатат. Па то прашајте ги во финанси, прашајте ги во одделението за спорт. Нели имаме договор спорт? Еве прашајте, некни на комисија разбравме дека на РК Еврофарм Пелистер му се исплатени 7 милиони, така беше? Сега денес разберваме дека само уште 4 милиони му должиме. Се вие мене кажете ми колку му се исплатени. Не може ние да знаеме во администрацијата внатре што се прави. И пред неколку седници овде добивме грешни информации на седница. Вие како представник на спортот многу сте запознаени, па никој одговорност не сносеше. Тотално грешни информации добивме за се. Така беше? Дури и на писмено ги добивме. Ви благодарам. Некој друг? Повелете. Значи со досегашните 30 милиони нас не остана и понатаму обврски во 23-та, да речем, се пренесија по завршувањето на завршувањето на 2022. Не се толку, меѓутоа пак ќе напоменам, значи во однос на тоа што претходно не дека не се книжени документите заради тоа што викам дека извадивме некоја минимална добавка, туку проблемот беше тоа што цел договор, целата обврска на секој еден поединечен играч беше искнижена целата обврска, не само периодично како што се исплаќаат и да се затварат исплатите. И заради тоа, она што беше останата како обврска беше тргнато на друго конто за да нема, чисто само да нема загуба, не дека не се книжени документите. Вкупно? Значи во завршно имаме вкупно по договорите тие ги беа 20 со се тоа конто и тоа другото пришло таму ги плаваја во купот. Значи тука имам по договори за играчите вкупно 22 милиони 350. Но, пак ќе напоменам, со пресекот на идењето со стојбите од претходно книговодство кај нас имаше сезона што беше за играчи период 21-22. Кога дојдоа кај нас беше период 22-23. Уште еднаш нови договори. И заради тоа имаме еден збир на пресек кој не беа пренесени претходно, толку има на тој играч да се должи. Туку напоредно доаѓаја како се има, не знам, казна нешто, тужби или за стари играчи, за стари долгови. Колку ви се обврските сега? За ова период од пренесените треба да го проверим уште еднаш тој податок. Целта ми беше дали овие пари што вие сите ќе ги добиете. Така, 11. Ќе ги покриете тие обврски, речеме дека законски има и ограничување до кога вие можете да ги враќате тие долгови, така? Така, ве разбирам. Ме интересира, сега излезе еден нов закон за обврските, колкав е рокот на обврските за кои што треба да платиш. Ме интересира, дали овие пари што ова година ви ги префрлија и што ребалансот, плюс да ги додајме ребалансот, кога би се изгласал ребалансот, ќе се заврши приказната со обврските? Ве разбирам, меѓутоа ќе, како што кажав, ќе го провериме податокот, па
Повели Петар. Јас имам прашање до општинската администрација или до представникот на кошаркарскиот клуб на КК Пелистер, дали овие 11 милиони денари, како се добиене, кој е начинот? Има конкретно барање од управата на кошаркарскиот клуб дека за завршување на оваа сезона потребно е од општината да добија дополнителни 11 милиони и како што разбрав претходно уште 17 милиони веќе се исплатени за оваа сезона. Дали има некакви гаранции од страна на кошаркарскиот клуб или план, визија на општината дека со овие вкупни 28 милиони денари ќе бидат доволни, нема повторно да се ставиме во позиција каде што ќе направиме љуфка за 100% планирање на буџетот што го направивме во декември и пак во септември и октомври ќе треба да гласаме нов ребаланс на буџетот. Кои ни се гаранциите дека ние како општина со овие 11 милиони конечно ќе заклучиме сезоната и годината? Значи директно не можам да ви одговорам, але се надевам дека кога го планирале тоа, разговарале, тоа било направен разговор и се видело колку средства се потребни. Бидејќи ние кога го правиме буџетот, ние разговараме со клубовите и знаеме колкави се нивните потреби. Така да не можам, стварно не знам да ви одговорам. Е задолжен за тоа кој треба да одговори. Како, мислам, малку е смешно да разговараме во Совет за финанси, бидејќи доаѓам од приватна компанија, точно знаеме колкави средства имаме од текот на годината, зашто ги трошиме и како ги планираме расходите. Мислам дека е многу несериозно вака од ракав да се фрлаат бројки, бидејќи ќе дојдеме пак во ситуација како што направивме. Јас разбирам да има љуфнување на буџетот за некој 10-20% како што кажи претседателот на комисијата за спорт, дека спорте се дешаваат некои работи. За жал има повреди, нови договори и слично, ама тоа да биде, не знам, во нека нормална рамка од 10-20%. 100% љуфкање на буџет мислам дека не е дозволиво и некој треба конечно да поднеси одговорност и очигледно некој нема осет што значат парите на граѓаните. Благодарам. Повели Пајковски. Благодарам. Честитки за изборот на новиот спортски директор. Јас само би му препорачал на општина Битола се објавен извештај од конечна ревизија. Таму се нотирани 12 наоди, 12 препораки, кои што е направена ревизијата за 2020 и 2021 година. Со и акционен план е донесен како да се остранат тие забелешки. Прочитајте го извештајот заедно со сметководителот и видите кои се забелешките кои што се најдени од страна на општина Битола за сезоните 2017, 18, 19, 20. Благодарам. Благодарам. И јас ќе се надоврзам на истото. Јас имам еден апел до општина Битола. Се надевам дека некој таму ќе свати дека некој треба да понеси одговорност за представување на лажни бројки пред овој совет и дека конечно некој ќе поднеси одговорност, односно тој што е надлежен, дека советниците овде се манипулираат, се лажат, а во исто време се лажат и граѓаните и спортските клубови во врска со парите кои што се префрлаат, се предвидуваат и кои треба да бидат во насока на развивање на спорт, а очигледно некој тука манипулира со истите и исто би се надоврзала на ова што го кажавте вие. Се надевам дека некој конечно ќе понеси одговорност. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Веќе никој не ба разбор, повелете. Почитувана председателка, да напоменам дека за овие долгови што се прикажуваат, дека ви кажав како што ви кажав, значи генералниот спонзор е иако не е обврска негова од претходната сезона да го раситни ваучер, е спремен да го раситни се со цел да се минимализира трошоците. Некој ваучерот мислам дека од прилика околу 7 милиони денари кој не е раскнижен, со тоа ќе се обезберат средства за да се исплатат останатите, нормално и со ваша помош од општината да се исплатат долговите и да се застани на здрави нот за клубот, за да може да се работи понатаму на некој начин, народски кажано, домакински. Благодарам. Да, ви благодарам и во контекст на истото, мислам, знам јас дека вие не можете ми кажете, бидејќи не сте биле во претходно, меѓутоа имавме пред малку ситуација, од ФК Пелистер си дојде и претходното раководство, па можевме да опрашаме. Денес, за жал, јас не гледам представник ни од предходното раководство, така да голема благодарност што воопшто некој дошол
а и од сметководство да ни објасни. Оти можеше фино, лепо некој да дојде, бидејќи разгледваме завршна сметка за минатата година. Вие не сте биле ништо во таа година. Така да, благодарно што сепак дојдовте на било каков начин да го представите клубот. Повели Марко. Здраво на сите. Сега како што свати Филип, значи 7 милиони е ваучеро и 11 милиони и 400 од ребалансо. Значи во тие 11 и 400 има пари за почеток на сезоната, од минатата седмица опоминавме новиот договор што ќе види. Значи во договорот стои дека новиот спонзор го бара клубот на 0. Значи ние го носиме уствари со овој ребаланс на 0 клубот. И почнуваме од 0 новата сезона. Тоа ми е прашањето и мислам дека така наједноставно да се објасни. Значи, со почетокот спонзорот, новиот спонзор, треба да го преземи клубот со 0 долгови. Иако, ќе напоменам, не е должност на спонзорот да го раситни овој ваучер, значи, предходниот го раситна дел од ваучер околу 50.000 евра кој беше и останати се уште 7 милиони околу 120.000 евра. Ке напоменам, значи, тоа не е должност на спонзорот, али со чиста волја за да се поможи околу целата ситуација што е со заостанати долгови, е спремен да го раситни ваучеро и да се поможи на општината и за ребалансот за буџетот, да се поможи да се почни од почетокот на сезоната со 0 со чиста сметка. Благодарам. Повели. Што каже и колегата Марко, значи ние договорот што го имаме, што го изгласавме тука сите заедно за кошаркарскиот клуб Пелистер, за генералниот спонзор, согласно член 6 од договорот имаме обврска да ги покриеме сите долгови кои што се наталожени од претходните години. Тоа не е обврска согласно договорот, ако таа обврска не се исполни, покровителот има, тука е наведено во договорот, дека има право да го раскине договорот. И тука би го подсетил уште еднаш колегата Алмир, дека само согласање за ќе се поддржи спортот, односно согласање за ребалансот. Никако поинако. Фала. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Ви благодарам. Повелете. Мене пак не ми е јасно, мислам дека немаме јасна слика колку пари навистина се потребни за да дојдеме на 0. Сега моментално разговараме за КК Пелистер, ама општо за зборувам освен за каде Еврофарм, каде што имаме фиксен веќе договор неколку сезони наназад и тие со врските на општина Битола, дали имаме точна представа и уште еднаш ќе прашам, мислам дека никој не ми одговори, дали со овие 11 милиони денари што сега во ребалансот се предвидуваат за КК Пелистер, ќе се решат сите долгови и конечно клубот КК Пелистер ќе биде на 0 и за војнина да знаеме колку пари ќе треба да доделуваме, односно тој договор што го напоменавте вие, дека само како што е напоменете во договор, сумата која што општина Битола е должна да ја исплаќа, само таа сума ќе биде да се исплаќа. Од општина ќе ни одговорат или? Повелете, Јосифовски, барате збор или не? Барав збор, да. Знаеш која ќе дадиме на 0? Која фирмите нема да донират со позајмица во клубовите. Тој лани го зборувавме за фудбал. Позајмица. Позајмица значи дека ти позајмувам пари во рок од 12 месеци треба ми ги вратиш. Така е законот. Донација е едно, позајмица е друго. Значи мора да ги расчистиме тие работи, а не некој да се прави дека ќе биде собственик и не знам што. Во моментот кошарката ќе има собственик од септември. Вака ќе има собственик, како што има ракомето собственик. А со позајмици не е тој собственик. И тука ќе знаеме дека сме на 0. Фала. Во ред, но извине. И позајмиците знаеме колку се. Значи во декември буџетот кога планиравме, управата на клубот знае од кој има земена позајмица, какви договори има, не може да се направи љуфка од 100% љуфка. Значи предвидовме 28 милиони за сите професионални клубови во градот, а сега стигнуваме преку 60 милиони дена.
И ова ако продолжи ваков тренд на 6 месеци да правиме вакви ребаланси, до крајот на годината ќе замени сумата над 90 милиони дена. Зато прашувам дали некој има представа дали овој ребаланс што се предлага моментално е доволен да се затворат сите работи да заврши годината 2023. Повелете, Клучка. Значи џабе лево десно, прашањето е исто. И десно и лево. Не знам зашо дискутираме кога ние немаме представа колкави се долговите. Повелете. Јас сакам да поздравам волјата и одлуката на новиот спонзор да го расипне овој ваучер, да помогне КК Пелистер да се врати колку толку на здрави нозе. И на колегата Јосифовски сакам да му кажам дека ќе дојде на нула спортот само тогаш кога ќе почнат по припреми да одат спортистите, а не со се фамилии да одат во Маврово на припреми, во Турција, во Грција, цели автобуси, да се трошат пари по кафани, по хотели, не само играчите, знаеме, мал е градот, знаеме кој, како, шо оди на припреми и дали има потреба тие личности или тие деца, фамилии да одат на припреми. Пала. Повелете. Колега, на истото сме. Само не се свативме. Значи, ланија со ова го зборав. Истото го зборав за фудбало, мислам дека беше. Кога го превземавме. Му дадовме на некој таму, си праја што си праја, ќе ја вратат во општина 15 милиони долг, плајкети. Ребаланс, уштеден и врска немаме ние кај одат парите. Врска немаме. Исто се и со кошарка да дојде. Собрани таму пари од 2016, јас се кладам дека има од 2016 долгови таму. И се кога сака некој да дојде, исто беше со ракомето, кој се превземаше од Еврофарм. Не можеа да вземат луѓето ради долгови од 2005-та таму имаше. Тука е проблемот. И цело време гледаме некои фирми кај што влегват, јас тоа зборам. Оти тој долг, таа позајмица е веќе долг на клубот. Треба му ја врати. Дали ја предвидел, не ја предвидел, тој пак ребаланс треба направи да ги врати тие 2 милиони, 3 милиони кои ќе ги префрли позајмица. И то треба да заврши еднаш. А за на припреми, фамилиите ќе си плаќаат кој што си плаќаме за одмор ние сите. На припреми се знае кој треба да биде. Мене многу ми е мило што прв пат слушам ваква конструктивна заедничка забелешка. Меѓутоа една работа забораваме дека клубовите ФК и КК се сопственици општина Битола и сетото со позајмиците и со сите други работи го дозволува општина Битола или што би рекол колегата Бојковски со гласање за. Сега, да не заборајме дека во ребалансот не е само КК Пелистер. Под плаштот на се друго ние треба да кажуваме што треба и како треба. Значи до седница ќе ги молам од јавни дејности сите податоци кои ги побаравме да ни бидат доставени на писмено. Не 4 милиони, не 8 милиони, не 35 милиони, не 36 милиони. Ве молам на писмено, значи ви се обраќам вас како раководител. На сите советници на писмено колку лани, колку годинава. За да не се донесеме во ситуација дека ние сме гласале според некои различни бројки кои не соодветствуваат со реалноста. И мислам дека крајно време е да почнеме да добиваме такви информации. Ви благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, Комисија на спорт, можете да си ги гласате точките. Добро. Значи, преминуваме кон гласање на точките. Прва точка од дневен ред, завршна сметка на РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Против, воздржани нема. Со 3 гласа за констатирам дека се гласаше точката. Втора точка на дневен ред, завршна сметка за ФК Пелистер Ада Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Против, воздржани? Со 2 гласа за и 1 глас воздржан констатирам дека се гласаше втората точка. И трета точка на дневен ред, завршна сметка за КК Пелистер Ада Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Кој е против? Кој е воздржан?
Со 2 гласа за, 1 глас воздржан се, констатирам дека се гласаше точка број 3. Со ова е исцрпен дневниот ред за комисија за спорт. Оти 2 гласа за КК. Вие не гласате, колега? Се извинувам. Си земам гласен со 1 глас за и 1 глас воздржан се, гласаше точката. Благодарам. Продолжуваме понатаму. По инерција. Точка број 5. Измена и дополнување на финансова програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2023 година. Имаме представник од Комуналец. Колешката Елизабета имаше прашања? Елизабета, имавте прашања за Комуналец, некни така, за зелените површини. Имаме представник, ако може да ни кажете на што се однесува ова финансова програма. Не, го молам представникот да ни објасни за што се однесува измената. Добар ден на сите. Во планот досега имаме надминато по основ на средствата кои што ги имаме добиено од општината, значи ни остануваат само за јуни негде околу 1.800.000. Што значи со јунската фактура ќе го сработиме цел буџет, ќе ги доисцрпиме сите средства. Тоа значи дека ќе ни треба дополнителни средства за да може повторно да бидиме толку присутни на терен колку што бевме и досега, заради тоа што во изминатите 3 месеци времените ситуации за сработеното на територијата на општина Битола се негде околу 6 милиони за еден месец. Благодарам. Повелете. Имате прашање или не? Јас имам прашање. Претходно кога имавте доставено програмата, колку изнесуваше кога првичната програма? Во програмата ние имаме напишано дека ќе работиме негде околу 47 до 49. Сега не можам точно да се сетам на планот колку беше. Меѓутоа имавме напишано кога ги доставуваме барањата за да се испланира буџетот на општината, имавме напишано дека ланската година од Советот добивме 32 милиони. И направивме димензионирана програма согласно ланскиот буџет кој што го имавме од општината, дека и годинава ќе добиеме толку средства. Меѓутоа, ни беа доделени по програмата 20 милиони за одржување на јавно зеленило, 2 милиони за проектот Go Green и 2 милиони, тоа се вкупно 24. Меѓутоа, сега ние со месец 6 веќе ги имаме потрошено со фактурата сега што ќе следи за овај месец, бидејќи ситуациите се подпишани од комуналните инспектори, гледаме дека и овие 2 милиони, ако бидат 2 со ребалансот, ќе ни бидат малку за да можеме да работиме со истиот интензитет како што работевме и досега. Благодарам. И овие ќе ви бидат доволни до крајот на годината? Не. Значи ќе треба пак да побарате пари? Да, ќе треба. А оти сега не побарате повеќе пари? Ние побаравме и повеќе од тоа. Значи, ама толку ви рекоја? Да. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви благодарам за присуството. Минуваме на следна точка. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на услугата возење со електричното вовче мечо во градскиот парк во општина Битола на ЈПП и ЈЛП и точка број 10, може двете заедно, така? Директоре, може двете? Решение за давање согласност на правилникот за работа со електричното вовче мечо, наменето за туристички разглед на деца на ЈПП и ЈЛП Битола. Повелете. Благодарам. Да ве поздравам сите. Значи, до вас денес ја доставуваме одлуката за утврдување на цената на услугите согласно калкулациите кои беа направени во јавното предпријатие Паркинзи и исто така правилникот за работење на електричното вовче мечо. Во
нив се содржани, значи потребните информации кои што се однесуваат на работното време, на начинот на кој што ќе се обраќа, на релацијата на која што ќе се обраќа и правилникот, ова делот со кој се уредува и дисциплината на посетителите, односно корисниците на услугата. Благодарам. Дали некој има прашање? Јас само кратко сакам да ве прашам нешто. Пред неколку дена бевме сведоци дека некои од млади лица се качувале на Вовчето, се влечеле назад, имало некаков проблем. Ме интересира како вие, мислам дали го пријавивте случајот и на кој начин би постапиле бидејќи може да дојде до оштетување. Сте запознаени со случката? Не, јас бев на годишен одмор и се уште сум председателка. Не знам, имаше некоја случка дека на последниот вагон се фаќале деца, го влечеле наназад и сметам дека истото треба да го пријавите до некоја институција, бидејќи утре други ден прво може да се направи некој проблем со луѓето што се возат, мислам со децата, второ може и да се оштети, така. То имајте го како сугестија. Второ прашање ми е, не разбрав сега, крајно решение каде ќе стои Вовчето? Каде ќе биде? Веќе стои, кај Добро. стадионот. И то ќе биде крајно решение? Да, во овој период додека се обраќа. Потоа ќе го сместиме во затворен простор која нема да дозволуваат повеќе временските услови и тоа ќе биде договорено со некои од јавните предпријатија заради тоа што ние немаме. А сега навечер заштитено е некако таму кај што стои? Да. Добро. И дали сте размислувале, ве прашав и минатиот пат, дали сте размислувале истото да биде поставено на паркингот кој ќе биде направен? И дали вие како јавно предпријатие на тој паркинг имате нешто предвидено и во врска со Вовчето и во врска со играчките кои гледаме сега дека се настрана поставени? Вовчето нема таму да биде поставено на тој паркинг, веќе имаме најдена локација, за играчките дополнително ќе видиме како е предвидено и ќе се договориме сите. Благодарам. Услугата рековте ќе биде 50 денари? Да, со ДДВ. А за деца под 2 или под 2 години или под 3? Пишува во правилникот, значи сите на 3 плаќаат 50 денари, сите под 3 само една карта се плаќа за детето и за старателот кој ќе дојде. Значи со една карта оди родителот со детето. Така? Да. Добро, благодарам. Прашања други? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Дали може да гласаме? Точка број до 5 сме, Андреј, така? Точка број 5. Измена и дополнување на финансова програма за одржување на јавни зелени површини на територија на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 2. Точка број 6. Завршна сметка за РК Еврофарм Пелистер и РК Еврофарм Пелистер 2 за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани 1. Точка број 7. Завршна сметка за ФК Пелистер АД Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 2. Точка број 8. Завршна сметка за КК Пелистер АД Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 2. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на услуга возење со електрично вовче мечо во градскиот парк во општина Битола на ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. И точка број 10. Решение за давање согласност на правилникот за работа со електричното вовче мечо наменето за туристички разглед на деца на ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Со тоа ја затворам седницата за финанси.